Владата не укинала ништо, тоа го има направено од собранието и тој закон се носи со двотретинско мнозинство во собранието во однос на уредувањето на медиумите. Во тоа време точно е собранието одлучи дека треба да се укине можноста државата, односно владата и владините институции да се рекламираат на масовни медиуми, и тоа беше донесено од причина што претходната власт во 10 години правеше класично и еклатантно злоупотребување на медиумите преку директно финансирање на медиумите, и тоа во износи од околу 40 милиони евра на годишно ниво. Треба да се финансираат медиумите, меѓутоа тоа не може да се злоупотребува. Ние се сеќаваме кога се држаа пресконференции само со нарачани прашања. Вие знаете дека ја бар за мене можам да зборувам дека никогаш не се случило на некој новинар или на било која телевизиска куќа да и се каже што може да ме праша и кога може да ме праша. Значи јас 3 пати доаѓам во Прилеп и 3 пати одговарам на сите прашања кои што вие ги имате да ги поставите. И секое менување на законската регулатива мора да биде во насока таа да спречи било каква злоупотреба на медиумите во иднина. Јас неформални состаноци не сум имал, сите мои состаноци се формални. Тие се одвиваат во зградата на владата и за сите нив нормално дека постојат белешки. Точно е дека имало состаноци со здруженија како на медиуми, така и на други организации од медиумската сфера. Што се однесува до локалните медиуми, ние веќе имаме 50% од надоместокот за вршење на дејност која што ја наплаќа регулаторот. Таа е одобрена да не се плати и се работи на законско решение на издржано законско решение кое што ќе може да овозможи на медиумите прво постабилно финансирање, поредовно финансирање и уште подобро извршување на своите услуги, бидејќи медиумите се од огромно значење, како националните медиуми, така и регионалните медиуми, со оглед на тоа дека регионалните медиуми имаат повеќе простор, повеќе знаење и повеќе пристап до информации кои што ги засегаат граѓаните, и преку тоа можат да вршат иницијативи кои што ќе унапредуваат навистина теми и делови од животот кои што можат да се решаваат и на локално ниво. Значи се работи на решение со сите политички партии, како што кажав, затоа зашто такво решение за било какви законски измени не може да произлезе само како иницијатива на владата, туку тоа мора да произлезе како парламентарна иницијатива со оглед на тоа дека е потребно двотретинско мнозинство, а јас би кажал дека за една таква тема потребно е национален консензус во собранието, каде што сите политички партии ќе го разгледаат, ќе дадат свое мислење, заедно со мислење на експертите, нормално и мислење на меѓународната заедница, и да се најде решение кое што ќе биде одржливо и долгорочно во однос на финансирањето на медиумите, со цел да произведуваат реална програма која што ќе ги отсликува реалните процеси во државата, а не да биде злоупотребувана како што беше злоупотребувана во минатото.